Рано градинарите да ги заштитат растенијата уште во текот на расадопроизводството, советува Ристо Велков од Сојузот на синдикати на земјоделци од Струмичкиот регион. Според него, за да имаат квалитетно и здраво производство, земјоделците е потребно еднаш или два пати да извршат соодветна заштита при самиот расад. Има култури кои бараат и поголема заштита, како што е случајот со пиперот и доматите. Неминовно е да нашиот земјоделски производител, поготово одгледуваш на рано градинарски култури, во текот на расадопроизводството, еднаш до два пати да изврши соодветна заштита во зависност од начинот на производството. Веќе рековме, бидејќи во последен тренд е нашиот земјоделски производител, мислам дека неминовно е прво да стапи во интегрален начин на производство, а потоа, бидејќи европскиот пазар и поголемиот пазар го бара органскиот начин на производство, лека по лека мора да се адаптира на органски начин на производство, што значи дека третираните култури за време на расадопроизводство неминовно е еднаш после 15 дена по поникнувањето да се изврши третирање кај интегралниот начин на производство со препарати кои што се дозволени на зелената листа на употреба, додека кај органскиот начин на производство со органски препарати. А самиот пазар веќе нуди доста препарати, мораме да кажеме, на органска база, кои што успешно се справуваат со заштита на низа болести и штетници, а со тоа мислам дека лека по лека мора да заживее и органскиот начин на производство. Доколку производителите се придружуваат на правилата за заштита на своите растенија, никогаш нема да имаат проблеми со расадот и производите. Мислам дека ако секој земјоделски производител се придржува на сите овие соодветни услови, што значи два пати заштита во расадопроизводство и неминовно, барем на поголемиот дел на раноградинарски производители, раноградинарско производство, барем 30 дена старост на расадот додека е пред пикирање. Меѓутоа мораме да кажеме дека и следното, иако е се уште рано, пред да излезе нашиот земјоделски производител на стално, неминовно е самата стара култура пред излегување на стално да биде барем 30 до 40 дена во старосна зрелост, бидејќи со самата култура се адаптира и е поотпорна спрема надворешните услови и спрема начинот од почетокот на развој на стално место. Пред самиот расад, земјоделците треба да направат и контрола на плодноста на почвата, бидејќи ѓубрењето со разни препарати може негативно да се одрази врз квалитетот на производите.